Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, кој се наоѓа во официјална посета на Јапонија, вчера оствари средба со јапонскиот колега Такеаки Мацумото. На средбата се разговараше за подигнување на нивото на дипломатско представување на Македонија во Јапонија, склучување на договор за техничка и мултилатерална соработка и за македонската кандидатура за членство во Советот за човекови права. Милошовски вчера изјави дека ова е добра прилика да се демонстрира солидарноста кон Јапонија, која беше погодена од земјотрес и цунами, нагласувајќи дека Скопје не ја забореви јапонската помош по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Милошовски денес оствари средба со потпредседателот на Јапонската агенција за меѓународна соработка Ацуо Курода, која е подготвена да помогне во изградбата на подземната сообраќајница што треба да се гради во Скопје. Денешната средба со Јапонската агенција за меѓународна соработка ми беше особено важна затоа што споменавме еден заеднички можен иден проект, а тоа е проектот за подземно патно поврзување во Скопје, проект кој што е многу важен и за градоначалникот на Скопје, но и за целиот град. Од македонска страна таа идеја беше покрената како иницијатива во која што јапонската страна би се вклучила и со експерти и со заем, откако ќе се одработи една физибилити студија, и сметаме дека реализацијата на овој проект во иднина може значително да ја подобри патната и сообраќајна мрежа во главниот град на Република Македонија. Милошовски денес ке разговара и со представници на Јапонската организација за меѓународна трговија. Република Македонија и Јапонската агенција за меѓународна соработка имаат одлични односи и богато досие со реализирани проекти, меѓу кои и хидросистемот Злетовица, истакна Милошовски.